Да, дека се поверојатно е дека придавката модерен ќе стои пред македонски јазик и идентитет со оглед на тоа што 4 најголеми политички групи во Европскиот парламент го поднесува овој амандман, смета поранишниот заменик министер за надворешни работи на Бугарија Љубомир Кјучуков. Но тој вели дека иако стои модерен пред македонски јазик и идентитет, Скопје не треба да се плаши бидејќи ова нема да ја промени преговарачката рамка, а Бугарија во иднина нема да поставува нови услови за започнување на преговорите на Македонија со Европската Унија. Во продолжение слушаме и неговата изјава за Сител. Прво, не може да промени преговорната рамка. Второ, тој извежда на преден план, между другото това се вижда и в прес съобщението на Европейския парламент, промяната в Конституцията на Република Македония. Въпросът, който знаем, стои като необходимо условие за започване на преговорите. И третото, което може би си струва да се каже, всеки, който познава европейската практика, знае, че би било изненада, ако текстът в този си вид, в който е в момента, бъде гласуван в окончателния вариант на 8 юли. Казвам това, защото 4 групи, политически групи, партийни групи в Европейския парламент направиха общо заявление, че ще внесат поправка в текста. Това, знаем, става дума за едно прилагателно съвременна или модерна идентичност, което да се добави към текста. И дотолкова, доколкото става дума за двете най-влиятелни групи след тези 4, Европейската народна партия и партията на социалистите, може да се очаква тая промяна да се случи. Аз зная за напрежението, което съществува в Скопие и подозренията, че може да има нови искания, но България нееднократно е заявявала, че нищо извън това, което вече е записано в преговорната рамка, няма да бъде поставено като допълнително условие. Тоа се ставовите од бугарска страна, додека пак од македонска страна поранишниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски смета дека доколку извештајот биде изгласан со она придавка нели модерен јазик и идентитет, тоа ќе значи дека Бугарија и понатаму ќе ни поставува и нови услови и нови закани за старт на преговорите членството на Македонија во Европската Унија, доколку тој биде усвоен така како што и биде изгласан така како што беше усвоен денеска, односно само со македонски јазик и идентитет. Тоа практично ќе значи дека Европската Унија ни го чува грбот и дека понатаму единствено што ќе треба да направиме е да ги вметнеме бугарите во уставот, оној услов кој што е и денеска представен, дека само тој треба да го направиме за старт на преговорите со Европската Унија. Но Наумовски не е оптимист дека за 2 недели од сега нашите политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе успеат да ги убедат сестринските партии во Европскиот парламент, ИПП и социјалдемократите, да го променат нивниот став околу ставање на придавката модерен пред македонски јазик и идентитет, и затоа тој смета дека нашите политички партии наместо да се препокуваат, треба да се согласат на заеднички став со кој ќе настапуваат пред европските институции, бидејќи и во иднина ќе имаме и предизвици и закани во Европската Унија, така што треба заеднички да се справуваме како држава и да настапуваме во иднина. Па во продолжение го слушаме и поранишниот вице-премиер Васко Наумовски. Кога се усвои со овие формулации современ македонски јазик и идентитет, тоа значи дека во минатото не постоел македонски идентитет и јазик, и тоа нема да биде во насока на подобрување на односите. Секако тоа ќе потврди она друга теза, дека Бугарија навистина ќе бара многу други работи откако ќе го промениме уставот, и ќе потврди она предпоставка дека дури и да го промениме уставот и да ги внесеме бугарите во уставот, ние понатаму ќе се соочиме со нови препреки од соседна Бугарија. Да, ова беше Тамара Дичевска за реакциите во Софија и во Скопје по гласањето на извештајот за напредокот на Македонија. Благодарам.